Да, тука ние во студиото, како што најавивме, господинот Денис Јанкуловски, познат во јавноста како космонаутко, сега го познавате и со скафандар и без скафандар, препознатлив лик. Препознаваме сега, да. Да. Кажете ми, напишавте една книга Авантурите на космонаутко. Таа книга веќе се продава во книжарите, ќе разговараме за сето тоа, но на почеток кажете ми што ве мотивираше да ја напишете книгата? Што содржи книгата? Што е незината цел и намер? Книгата Авантурите на космонаутко всушност е се она што јас повеќето, нели, поинтересните случаи собрани, се она што јас го доживував на еден начин во текот на земањето Брисеви, тие 2-2,5 години, веќе не знаеме ни колку траеше. Значи, собрано, избрано нешто поинтересно, нешто што вреди, нели, да стои во книгата да биде. И тоа е всушност книгата Авантурите на космонаутко. Во текот на сите тие месеци на земање Брисе, тој период, коронскиот период, сите овие случаи, се она што беше поинтересно, јас си ги запишував на една страна, што на лист, нели сега и можеш и во компјутер да запишеш, да зачуваш, така да некако како да имав предчувство, односно јас можда и потајно си посакував, нели, некој пат да излезе книга, да имам нешто, еве, пишан документ за тоа што се случуваше. И си ги собирав. Негде во октомври или ноември беше минатата година, кога Марија и Дејан од Прозарт Медија, издавачката куќа, едноставно се обратија, ми пиша, ние сакаме да ја издадеме книгата, и веќе после понатаму беше многу полесниот дел, да речеме. Едноставно така да Авантурите на космонаутко се всушност моите доживувања во текот на короната. Што содржи таа? Значи таа е онака да речеме како хронолошки најинтересните моменти што ви се случуваа при контактите со луѓето, при посетите на домовите. Тоа е всушност СЖ. Да, тоа е хронолошки, таков е и типот, тие што ќе ја купат, што ќе ја имаат, ќе видат дека и според дати. Значи од така едноставно и во текот на короната јас овие случаи ги ставав на социјалните мрежи, значи на Facebook, како постови беа тие од дневникот на космонаутко, и всушност тоа е тоа собрано. Сега има, нели, убави, има весели, има среќни, смешни моменти, меѓутоа има неубави, тажни, затоа што едноставно сметав дека за да биде навистина реално прикажување на она што јас, а верувам и голем број од колегите на сличен или друг начин го доживеале, мора да ги има и оние неубавите моменти. Сепак поубавите се многу повеќе, меѓутоа реалноста беше таква да имаме и убави, и тажни, и претажни, да речем, моменти. Така да има дел од нив, има и се едноставно собрано во книгата. Како ви личи сега тој, како се сеќавате на целиот тој период од пандемијата, околу 2 години ми се чини? 2,5 години. 2,5 години. Тогаш претпоставам дека не ни размислувавте, едноставно работевте, теравте, тоа сега кога се навраќаме наназад, некако на сите ни изгледа како еден лош сон, како еден кошмар кој се случи, за кој не бевме ни свесни, ни ги зафати, ни ги смени тотално животите, и сега одеднаш ја нема, или барем ја нема. Барем како што кажуваат. Во текот на периодот, нели, додека го работев тоа, како и секој веројатно кога треба да е концентриран на работата, не можеш многу да размислуваш, иако не дека не размислував, не дека не предпоставував, не дека не читав и слушав се што се случуваше. Меѓутоа моравме да бидеме едноставно концентрирани, затоа што навистина имаше период кога имавме премногу работа. И сега ако малку излезеш од тој колосек, од таа патека која што сум ја поставил за да може да функционирам како што треба, значи професионално и совесно, ако почнев да размислувам, ако почнев да гледам и да слушам се и се што можда веројатно ќе ми се одразеше тоа сето на работа. Меѓутоа, нели, како поминува времето, веројатно гледаме моменти кои што можда со други очи ги гледаме, во смисла можеби јас претпоставувам од оваа дистанца сега, од оваа временска дистанца, мислам дека можеби можевме и на друг начин да се организираме, многу поорганизирано да биде сето тоа, меѓутоа нели јас сум само еден медицински техничар кој што извршува работата, тие кои што организираат, кои што спроведуваат мерки, не правам муабет, нели само за Македонија, за власта во Македонија и одговорните лица, него очигледно во цел свет. Нешто се поремети, нешто се, нели, како викаат, се испланира, се случи, кој знае, веројатно тоа се некои вистини, невистини моменти кои што верувам дека тешко ќе ги дознаеме, меѓутоа
по мене и тоа беше целиот период, јас тоа го да речем го пропагирав. Не го пропагирав, едноставно предлог ми беше дека има корона, дефинитивно имаше нешто, еве корона или мешавина или било што да имаше нешто и требаше само ние малку да се прилагодиме за да преживееме. По мене тоа беше работата. Сега ако почнавме да навлегуваме, нели, впрочем и книгата не е воопшто, иако е за периодот на короната, не е поврзана ниту со вистината за нема, нели, дали короната што беше, како беше, или вакцините дали вакви се, такви се, едноставно е само обичен дневник. Меѓутоа, дефинитивно нешто се случи што малку не го измести секојдневието. Мислам дека се потрудија да создадат некој, нели, така наречено тогаш ново нормално, иако за мене ова на што се враќаме, сепак ова е нормалното. Да, ова е нормалното, се разбира. Се уште не е можда како што не би сакале. Барем нормално како сме навикнати за други работи. Сега зборуваме не за пандемијата, но за нас, за жал, тоа е нормално. Сакам во поглед на ова што го зборувате, на пандемијата, на начинот на кој што беше организирана целата стратегија против неа на глобално ниво, сега збориме за вакцините, имаше доста дебати, дилеми, контраверзи, луѓе веруваат, луѓе не веруваат. Претпоставам дека освен оној позитивниот дел каде што вие станавте космонаутко за многу луѓе, за многу деца и така натаму, имаше и луѓе кои ве гледаат со страв, со неверување, па нели беше една стигма кога ќе ти дојде екипа во соседството или кај соседот, кога ќе ги видите луѓето во скафандери, веднаш тоа семејство некако се стигматизираше, сите зборуваат. Тоа се да речеме негативните аспекти ги има ли тие во книгата? Има мал дел, има моменти кога едноставно имаше разни ситуации. Затоа велам од една страна можда не може се да се собере во книгата. Имаше ситуации, прво како што спомнавте, значи гледаат дека влегува, да речеме, одам јас да земам бриз, па иде по мене, па кај кого одиш, па кој стане, на кој спрате, па зошто, па како, викам, јас во секој случај со никого не се ни расправа, затоа што немав за сосема друга задача бев таму. И едноставно еден го прашав зошто ти е битно кај кого одам? Па да се пазам, во смисла, па викам, веројатно треба да се пазиш секако, без разлика дали, впрочем, ние одиме превентивно, ние не одиме затоа што има корона, ние одиме за да видиме дали има вирус. Имаше ситуации кај што од една страна можда во моментот смешна ќе звучи, меѓутоа не е смешна, тој страв што постои, таа не знам како да објаснам. Колата како што беше паркирана пред другата куќа, значи тие не сакаат да има кола каде што всушност нешто со корона е поврзано, рекоа да ја тргнам службената кола, во ред ја тргнав. Веројатно тој е стравот кој што можда никој не можеме да си го објасниме. Зошто? Од непознатото. Дефинитивно беше нешто непознато. Значи, никој не знаевме во што се впуштивме. Се бориме најнаш со некој што не го гледаме. Нели? За разлика од оние класични војни каде што го гледаш непријателот, па се криеш овој, но не знаеш од која страна ќе те нападне. Меѓутоа, имаше и такви ситуации, имавме ситуации каде што, не знам, и многу погрдни зборови ни кажуваа, меѓутоа мислам дека успеавме со колегите да останеме стабилни во смисла затоа што не беше воопшто немаше да личи убаво ако ние влезевме во дуел со некого. Така да секакви ситуации дефинитивно ги имаше и тие неубавите, пак ќе кажам, многу помалку во книгата се, меѓутоа не знам, едноставно се случи, пак ќе кажам, нешто кое што стравот кај луѓето направи да стравот се, да не гледаат нас како некој како беше еднаш, дури беше смешно, мислам, дали како се чувствував, така наречено ќе го кажам, како курирот на Гоце, така некако ние сме да нечии измеќери кои што сега одиме и со брисот ставаме чипови, не знам што сме правеле, меѓутоа тоа е тоа. За жал го имаше сето тоа. Да. Сакам сега да ве прашам, би ве замолил за искрен одговор, иако вие сте секогаш искрен, да можете да се вратите назад во поглед на не само на овие негативни моменти, туку и за она што ние цело време самите себе се навраќаме и се прашуваме за некогаш кога работиме некои работи, дали вредало, дали вреди за во поглед. Па еве да почнеме од платата која земате, па се до целата сатисфакција во односот на луѓето кон вас, во однос на тоа дали ви биле некои благодарни или не.
Дали некогаш се прашувате сам себе, дали вредеше целата таа жртва што ја дадовте 2,5 години, каде што се откажавте од личен живот, од личните потреби, од контакти со вашето семејство, сме зборувале и тогаш. Да, тоа го од сето имаше, тоа. особено со други луѓе, со многу луѓе. Дали вредеше кога ќе се навратите назад и дали би го направиле истото? Да, јас секогаш кажувам дека конкретно че од последното дел од прашањето ќе кажам, јас секогаш би го направил истото, затоа што сметам дека тоа беше моја работна задача. Едноставно, за тоа сум учен, за тоа сум учел, за тоа ми е професијата, значи јас сум медицински техничар кој што треба да излези на терен. Еве, оваа ситуација не сатекна сите, буквално сите не знаевме што е како е. Сметам дека без разлика има многу ситуации веројатно каде што отпосле можда ќе увидиме дека можда не ние директно да се почувствуваме како сами да сме направиле нешто, па да ми е криво за нешто сето тоа, меѓутоа во тој момент сум сметал дека така треба да биде. Во однос на како би се изиграло, дали би можело друг начин, веројатно секогаш има простор за тоа, меѓутоа пак ќе кажам, за тоа има многу поодговорни лица кои што треба сето тоа да го спроведат. Во однос на платата, во однос на тој битен и болен момент дефинитивно не само кај возрастото, целата држава, најголемиот дел од населението живееме така, или како што милуваме во последно да кажеме, преживуваме. Платата никогаш не може да е доволна, не е доволна, тоа се сложувам, меѓутоа јас никогаш не се водам според платата во смисла, тоа и често го кажувам. За тие пари толку ќе работам. Нема за тие пари толку. Значи мене без разлика колку ми е платата, јас имам работна задача да влезам во скафандер дента, да отидам да земам дали 30, дали 40 бриса, некој биле може и 10, некој биле и 50. Меѓутоа платата е таа, како за мене, како за сите. Има други начини како можам да го остварам сето тоа. Така да за мене сепак е првенствено е работата, платата би сакал, нели нормално нема кој не сака да биде поголема, меѓутоа не ми е пресудна во смисла дека треба да биде поголема платата и сега денеска заради тоа ќе изработам многу помалку. Тоа е веќе по мене непрофесионално. Да, освен за периодот од времето на пандемијата кога станавте космонаутко, познати сте и во поддршката за лицата со атипичен развој, за децата, за нивните родители, често организирате и настани во таков поглед. Кажете ми, еве носите и таква мајца во моментов за аутизмот, да сме самосвесни, да сме посвесни за аутизмот. Активни сте доста и на тоа поле. Да, тоа е нешто што мислам дека буквално секогаш сум сакал да го правам, во смисла да помагам на лица со ранливи категории. Како дете се барав, се пронаоѓав, каде можам да помогнам, меѓутоа во последните 5, 6, 7 веќе години со корона, искрено да ви кажам, веќе го изгубивме ориентација колку години е се. Меѓутоа успевав, запознавајќи со првенствено со семејството Кардула, потоа со семејството Матовски, тука се и веќе натаму се еден голем број на семејства кои живеат со нетипичност, односно со атипичност, без разлика за каква атипичност се работи, без разлика за каква состојба или болест се работи. Тоа е нешто што сакав од секојаш да го правам и едноставно ми се оствари голема желба да се пронедам себе си во тој дел. Често кажувам дека ова што ми е струката, значи медицински техничар, односно јас секогаш малку на шалата го кажувам како сестра дека сум. Тоа ми е струка која што со љубов ја работам, едноставно ми е буквално тоа што сакам да го правам, меѓутоа во делот со децата, со лицата со атипичен развој, таму тоа сум јас. Така се чувствувам, така и ме радува тоа што и така и ме доживуваат едноставно најбитните, тоа се прво децата, а секако и семејствата. Гледаат дека сето тоа е искрено правено, другарство и навистина треба многу повеќе да работиме токму на подигнување на свеста и прифаќање на овие лица. Меѓутоа тоа не може да биде индивидуално, не може само Денис, не може само 24-ка, не може само министерство, не може само едноставно треба да биде корелација од сите, предпоставувам. Добро, ние еве медиумите, вие граѓанските активисти, невладините организации, мислиш ли дека сите помагаат? Но да ја видиме и страната на институциите. Имаме, например, овие родители кога
излегува и пред собрание бара да им се остварат одредени права за нивните деца со посебни потреби, тоа го бара од пратениците. Како сега вас величи таа институционална поставеност пред се за овие лица? Јас од една страна сепак ајде да речам бидејќи волонтерски во сето тоа настапувам, никој пат не гледам да се мешам во однос на законите, на такви работи, некои стручни моменти, нешто што едноставно е далеку од мене, меѓутоа сметам дека по мене лично напредок која ќе прашаат, нели, например, најчесто ќе прашаат дали има некој напредок во тој поглед. Има некои помрднувања, меѓутоа сметам дека не се доволни или се далеку од оние кои што ги посекуваме ние, а најмногу семејствата кои што живеат со атипичност. Сето тоа е по мене некои се како индивидуални парцијални решенија, затоа што например некое дете што е запишано во средно школово, карикирам, тоа не значи дека е така, запишано во Карпош, има пристапна рампа, има асистент, има сето тоа, меѓутоа друго дете кое е запишано, да речеме, во Чаир нема, што значи тоа не е институционално решено, него е единствено затоа што дали директорот, дали општината, дали адхок решение. Училиштето едноставно адхок решение затоа што излегле во интерес на индивидуација, на некои барања, на детето, на семејството, дали се врски, не навлегува, меѓутоа очигледно дека треба многу повеќе работа. Мислам дека недостасува вистинската вклученост на семејствата кои што живеат со атипичност, односно државата да ги слушне вистинските барања кои што тие ги имаат, во рете да речеме како држава да се излези за нешто, да се направи нешто и да се каже ете во однос на инклузијата ние го направивме сето тоа. Не ги обезвреднувам апсолутно тие моменти. Еве, читаме дека има сензорна соба, има сето тоа се отвараат по училишта. Предпоставам дека е многу битно не само да се отвори сензорната соба, да се кадар да се вклучи, да се образува наставниот кадар, значи пак ќе кажам, тој е еден цел систем во кој што сите треба да бидат вклучени, најмногу да се слушне гласот на семејствата, затоа што тие на вистина ќе ни кажат што им треба нив. Така и јас, така и ние сите другариве така функционираме. Она што сакаме да го правиме според она што ни ги кажуваат насоките семејствата. Затоа што јас можам како Денис да речам, јас ќе оставам шишето овде, меѓутоа ако е подобро овде, ако ми каже дека е подобро овде, значи треба да послушам некого. И мислам дека таа комуникација помеѓу државата и семејствата дека треба да биде на многу почеста, не по високо ниво, него едноставно треба да е многу почеста, пореална. Да. Колку сме, во ред државата, семејствата, луѓето, сега за општеството едно прашање. Колку сме емпатични како општество, бидејќи ги гледате реакциите на луѓето. Сега ова е малку генерализирано прашање, знам, има различни луѓе, различни индивидуи, но сепак постои некаков просек, некаква маса, мислам, која може да се извлече заклучок. Колку сочувствуваме ние со овие луѓе како општество, сега прашувам, колку сакаме, колку се соживуваме со нив, се додека проблемот не тропне на наша врата од било каков тип проблем, па тогаш, значи ние кога ќе ги почувствуваме маките, тогаш реагираме. Да, тоа е веројатно најголемиот проблем, затоа што далеку од нас е, подалеку е, не ни се случува, тие се таму, тие се друга општина, тие се сето тоа. И веројатно тоа е тоа, кога ќе доживееме такво нешто, тогаш можеме да ја видиме реалната слика, затоа што никој не е имун да му се случи некаква атипичност во семејството. На крају крајава, тоа се ситуации кои што се случуваат, пак ќе кажам, дали од некое заболување може да биде, дали генетика или било што, никој не знаеме што носиме во себе. Токму затоа треба да бидеме многу повеќе емпатични. Мислам дека недостасува многу емпатијата, како што кажавте, индивидуално ќе кажеме да, еве ги, овие се супер, се гледа, еве на настаниве ние што ги правиме кога ќе направиме на школка, гледаме дека има навистина многу емпатија, меѓутоа тоа е локален еден момент е тоа во денот, во годината. Недостасува многу емпатија и она што јас секогаш го апелирам, тоа е до оние семејства, до оние родители на дечиња кои што немаат атипичност, значи кои што каде што не постои такво нешто, првенствено да дознаат за некоја атипичност, да
доволно е да се распрашаат. Сите имаме во наша близина некој што е атипичен на некој развој, на некој начин. Значи, ако не го знам јас директно, го знае братучетка моја, другар, комшија, кој што толку е Македонијава, толку е, значи ќе се најдеме едни со други. Апелот ми е тие семејства, тие родители прво да ги тргнат стравовите на страна, затоа што само со запознавање, само со дознавање, сега е многу лесно, ете претходно имавте тема со интернет, со таква работа, има достапни информации, може да се дознае, а најдобриот начин по мене е запознавање со некое семејство, со некое детенце, со некое возрастно лице, со семејството, да прашаме за што се работи, например некое детенце зошто е во количка, како можеме ние да му помогнеме на тоа детенце, дали можеме во текот на денот на детето, на семејството да помогнеме, да прошетаме, да направиме муабет, било што едноставно, мислам дека тоа многу недостасува и кај обичните луѓе. Се трудиме, апелираме на некој начин сето тоа да го подигнеме на многу повисоко ниво, токму преку овие настани, каде што ги повикуваме особено родителите на деца кои што немаат атипичност да дојдат да видат. Еве првиот чекор нека го направат да дојдат да видат што се случува, како се случува, слободно да пристапат. Мислам дека тоа е моментот. Најбитниот момент е всушност во себе си. Прво да ги тргнеш сите оние стравови, сите оние стигми, кога шетаме со дете, да не го тргаме од другата страна ако видиме некое понеобично, тивко, гласно, некое што игра, пее насред улица или од било која различност, едноставно да му кажеме дека постои тоа. Значи не е светот розов само како што сакаме да го прикажеме, едноставно реалноста да ја прикажеме. Мислам дека тогаш ќе биде многу полесно. За жал, сето ова го зборуваме години и години и години. Се надевам дека нема уште многу децении да биде тоа. Да, добро. Ете, овој апел на некој начин нека биде едно заокружување на ова гостување и за крај само сакам за книгата да ни кажете каде се продава, каде може да ја купат гледачите, да ја набават тие што сакат. Сега само да најавам официјална промоција ќе имаме на 27 мај во 18 часот во МКЦ, значи секој може да дојде, добре дојдене, да види, да слушне околу книгата. Ќе имаме и неколку настапи од моите другари дечиња што се со типичен, атипичен развој, односно инклузивни настапи ќе има. Во однос на тоа каде би можело да се најдат, ако се надам нема да сгрешам, мислам дека има во литература, има во сакам книги, мислам и дека уште една-две, веројатно ќе сгрешам, меѓутоа официјално и ќе кажеме и на промоцијата каде би можело веќе да се снабди. Има, колку што ми кажа и дечките од Прозарт, веќе и на кај прилепи битола ќе биде, што значи јас би сакал едноставно да може цела Македонија да се дистрибуира. Еден вид, пишам документ да остане за времето кое што и да сакаме да го забораваме, не можеме затоа што реално беше. Да. Денис Јанковски, граѓански активист, ви благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата. Продолжуваме со Студио 10 Дарко Симоновски, експерт за криптовалути. Одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме.